Дојдовме овдека пред полицијава, сите со покани, 200 луѓе од градов, малтретирани вчера и бркани по улициве за сведоци, да не знаеме зошто. Кој е гревот наш што си ја сакаме партијава и сакаме да ја помагаме? Сум и помагал на партијава цел живот. И на што личи ова овде? Ке не заплашуваат? Каде е ова? 48 година? Зошто не излезат да кажат? Што одработуваат? Нека се насочат на прави ствари, затоа што парламентот им даде задача. Тие доаѓаат, нас овде не испитуваат, зашто сме дали 1000 денари донација за партијава. Не е во ред. Нека се насочат на проблемите, нека се насочат на оние криминални делки кои ги правеа евро за мене, евро за брат ми. Што е ова? На ништо не личи. Па ние не сме будали луѓе овде. Се собравме сите, ќе дадеме отпор и ова нема да го дозволиме вака, да хараат како сакаат. Не е ова фашизам, не е апархид. Нас не обвинуваат за нешто, а тие тоа нешто го прават. Не може веќе вака. Ние сме сите организирани и заедно ќе влеземе овде. Сите ги имаме овие покани. Зошто е вака? Стварно не ми е јасно мене. Ние овдека сме како сведоци, али вчера сме гонети како да сме обвинети. И стварно цела фамилија дома ми е уплашена. Јас вчера во Скопје, мајка ми ме чека, синко што имате направено. Не е во ред, луѓето се стресени. Сите овие ни се роднини пријатели кои ни даваат поддршка и ние ќе се бориме за правдината. Нема да дозволиме вакви замајувања. Ако сакаат да ја деструираат ВМРО, на грешен пат се. ВМРО многу потешки времења издржала. Сакам јавно да кажам дека во мене денеска постои длабоко разочарување. Затоа што ова СЈО или специјално јавно обвинителство веќе зема страна и за мене од денеска е ова селективно јавно обвинителство. Не случајно селективното јавно обвинителство доаѓа во Охрид со ваква хајка на компрометирање на угледни фамилии и активисти и членови на ВМРО ДПМН. Охрид на предвремените парламентарни избори го даде недвојбено гласот на политиките на ВМРО ДПМН и извојува одлична победа со над 2000 гласови победа над СДСМ. Фрустрацијата е евидентна кај Заев и неговата политичка болумента и затоа почнуваат хајка. Избори следат за 2 до 3 месеци локални. Охрид повторно ќе го даде гласот за ВМРО и затоа се сите овие притисоци кои ги прави селективното јавно обвинителство. Да знаевме дека ќе имаат селективна правда и селективна работа, никогаш немаше како пратеник да го притиснам зеленото копче. Тие ниеден документ не извадоја за криминалните работи на Социјалдемократскиот сојуз и на нивниот двојно аболициран криминалец Зоран Заев. При очи слепи, при уши глуви. Видовме Зоран Заев бараше во неговиот кабинет мито од над 200.000 евра. Едно за црквата, едно кај неговиот гувернер на приватната банка господинот Вице. Или тоа не е кривично дело. СЈО треба да работи транспарентно, да работи во правото и да го сочува угледот на граѓаните. Од денеска Охриѓани ќе кажат не на селективно јавно обвинителство. Како функционер од Охрид, како граѓанин од Охрид, сврсто стојам пред СЈО и пред полициска станица. Вчера во досните часови полициско комбе да дојде да не земе од сопствениот дом, сакајќи да не представи како криминалец. Има разлика. Јас не сум Зоран Заев. Јас не сум Зоран Верушевски. Тие земаја пари од државата. Ние дававме. Јас како граѓанин од Охрид донирав и за Стајковци, донирав и за партијата, донирав и за секој земоштено лице. И повторно ќе донирам. Нека одговорат каде се Зоран Заев и Зоран Верушевски.
Нека дојдат Зоран Заев и Зоран Верушевски. Зошто во полициска станица да бидам како сведок? Дали полицијата не заслушува нас? Može da se Ajde da se dogovore najgore. Ajde. Nema nazad.